Ситуацијата во Кочани не стивнува. Владата прави некакви трибини, нешто говори, но помош за настраданите и за повредените не гледаме некоја конкретна помош. Како дали ви се допаѓа, што мислите за новиот развој на настаните во контекст на Кочани? Кочани, кој ќе спомниш, кожата ми се ечи, затоа што тоа е катастрофа невидена. Јас секогаш велам, ние поќе деца сега изгубевме, имаме повредени, златни и млади деца, и уништени фамилии, семејства, него окупаторите што ни направија штета и убие толку млади деца и ранија во Втората светска војна. Значи, Кочани е нешто трагедија, но јас секогаш ја викам како човек прце и демократ, ова е убиство од системот, убиство од политичарите кои што го граде овој систем, овој трул, криминален, корумпиран систем 35 години. Системо убива, но фактички зборот системо убива, тоа е граматички збор, системо убива, политичарите кои што го креира системо убива. Ова влада на власт е цела година, можеше и владата, и Министерството за внатрешни работи, и сите инспекции, служби, директори, не знам што министерства, да ги проверат не само дискотеката во Кочани, туку да проверат од градинки до училишта, до универзитети, па фабрики. Оти имаш негде фабрики 200, 300, 500 вработени со некој мал излез, нема никаква безбедност против пожари и така натаму, и други непогоди како што е земјотрес и поплави. Значи тие тоа не го направија и се капитална грешка е што не го направија. Значи и овие власт што е сега учествува во убиството на овие млади луѓе и се виновни. Но да кажам една многу важна работа и претходните се разбира. Не можам да разберам ова власт бидејќи не ја ни ценам и затоа ја викам ненародна влада со министерствата, со тие нивни инспекцијски служби, инспектори, вклучувајќи ги началници, Панче, кој што е министер во МВР. Значи, не само што потврлија, ти се кривично исто одговорни. Треба да се бара одговорност и од порано, и сега. Сега, Министерството за внатрешни работи не ги затвора сегашните функционери, наводно ги затвора од порано, и така натаму, и градоначалникот кој што се разбира беше и двата други градоначалници. На Кочани ги затворија, па сите ги пополека ги пуштија дома на одмор, што викаме домашен притвор. Тоа е катастрофа, но да зборам малце, многу ми е поважно сега. Јас бев пред 2 недели во Кочани, пред се како граѓани. Не отидов како председател на политичката партија Демократи, не отидов како човек од политичката партија Демократи. Отидов како граѓанин. Граѓанин на Македонија, граѓанин на Битола, на Скопје, не е бит. Значи, што видов таму е нешто катастрофа. Зборував со одредена група на луѓе, никој ништо не му помагал, сме овие пари што се собрани од Црвениот крст и некои што донирале. И нешто до сега знам, му е доделено негде 600.000 евра на семејствата, на тие што е нормално на загинатите и повредените. Но владата ништо до сега нема конкретно направено. Ова е брука невидена. За да ги зголемат платите или да донесат некој закон за тендери, тоа го прават одма во моментот. Сите партии ќе се обединат и во собрание ќе донесат одлуки и тоа со европско знаменце да се убрза процесот. Тоа се вика, како да те кажам, не само манипулација, не само да го манипулираат во негативна смисла, тоа се вика еден тежок криминал, ама легализиран. Као, еве, ние не носиме одлука. До сега требаше првите 2-3 дена и финансиски и да се помогнат семејствата и со се што е потребно. Значи, број 1, изборувам за од владата, од државата, од Македонија. Второ, болницата во Кочани, катастрофа. Луѓе донираат.
Замислете, таму во таа болница требаше како доаѓаат повредените, нема да ми доаѓаат бидејќи сега министеро, не уствари министеро, директоро на болница. Фондот за здравство изјави дека потешко повредените преврски кога правеле доаѓале во Скопје, а кога правеле физикална терапија во Кочани, наводно нешто имале. Па тоа е ненормална работа. Зошто е ненормална работа? Тие доста се измачиле што се лечеле по странство, доаѓаат во Кочани, ти после 2 месеци ја немаш опремено болницата со лекари, има еден лекар наводно. Еден лекар на 200 повредени скоро. Значи мора да си неспособен или да си некој лудак или манијак да не се бори за овие луѓе. А такви ги има полно и во владата и во министерството. Значи ние имаме луѓе работа со психопати, тендераши, криминалци, неспособни политичари. Ова ме револтира затоа што ги гледав луѓето и пак ќе одам и ги повикувам граѓаните на Македонија да го поддржуваат маршот, протестот на родителите. Се одржува секоја сабота во 16:05 минути во Кочани, да им дадеме поддршка. Поддршката е многу важна. Кој колку може да донира, слободно нека донира. Но јас велам дека ние колку може како граѓани ќе донираме, но државата наша треба да дае тука милиони евра. И затоа викам, изборував со адвокати за можност да се тужи државата. Да се тужи и да се доделат огромна сума на пари на овие семејства кои што децата погинаа во пожарот и на повредените. Затоа што државата, поточно политичарите кои водеа со државата последни 35 години, го креираа овој систем и ги убија овие млади и прекрасни деца. И ги оставија повеќето од нив можда да имаат, не дај Боже велам, може да имаат трајни последици психички и физички по нивното здравје. Некои имаат. Да, со кои пари ќе го платиш? Поентата е првите 2-3 дена тие требаш ова да направат ова помош финансиска и материјална, а не да се кријат. И зборот ми беше дека ние го осудуваме ова и бараме и баравме и пак ќе бараме од владата итно сега со сета расположлива финансиска моќ да им помогне. Дали ќе потроши 20 милиони, 30, 100 милиони, не е битно, бе луѓе. Ова држава може тоа да направи. Не сака да потроши 1 динар, нешто му дале децата кои се лекувале и за наводно слушамо некои родители за погребо. Што е тоа, бе, трајче се зборува за 2-3 пати евра. Погреб. Држава ли сме ние, бе? Не сме држава, ова е криминална држава. Криминалци 35 години не водат во амбис.